Добар ден, драги мои. Како што гледате денеска, добро дојдовте во мојот канал пред се и добро да ве најдам сите во добро здравје и расположение. Како што гледате денеска ставив ставив вода да се оврие, ставив малку сол и сега ќе ставиме лазања внатре да се вари. Драги мои, пошто водата ми изовре и ставив лазања внатре, сега ќе водата ми вриеше да ќе го помера малку вака да поубоза за да повише мува. И сега таа ќе еве више нешто мекнува, кај ќе станеш да се врија водава, 10 минути, толку треба вриење. Ќе правиме денеска една убава лазања на мој начин, драги мои. Како сте вие? Одамна не сме запеале. Во претходното видео не пев, туку сега малку една строфа чисто. Судбо моја, судбино, судбо моја, голема, што си судбо ме однела, земја непозната, ни сонцето, ни земјата не ми се познати. Земи судбо, однеси ме при мојата мајка, да ја кажам, мила судбо, што сум изгрешил. Драги мои, сега да продолжимо, така ви реков. Направивме, ставив овде од прилика 4 литра вода. Верувајте, имам една паковка од, чекај колку грама е, од 500 грама паковка. Верувате, може да додадов 1/4 од другата, зашто сакам малку повише, тоа 500 се работи за повеќе членови, што ќе јадеме и малку ставив повише денеска. И ќе видите вие како јас ја изработувам мојата лазања. Има едни лазањи што не се варат, претходно се обарени, но оваја не. Оваја јас ја варам самата. Ебе, она е омекната, само долните, знаете, да ги превртим горе. Ете вака. Зашто да не се залепа. Ќе пазиме на сато колку минути е. Друго да ве прашам, како се, драги мои, како го поминовте 1. мај вчера? Знаме, тие некогашни излети. Посебно се сеќавам на една ливада, имаше во едно село Кривоаштани. Ливадата беше полна со штрково цвеќе и секоја година одевме таму на излети, кај ќе дојдевме дома како деца. Полни букети сме земале и кај ќе дојдеме, ќе ги разредиме во тегли, пошто е мало толку вазни како сега, пример. И цела куќа мирисала, цела куќа, значи, не знам како да го опишам тоа. Секогаш се враќаме на тој, мислим, на убавите моменти во животот. Еве, лазањата се вари, драги мои.
Извините, некојаш јас малку си брборкам поќе по природа и затоа сакам некојаш помалку по една строфа да ви испеам од некоја си песна, ако ми текне моментално. А ви реков, додека не сум на видео, ал ми сакаш. Ама, кога ќе дојдем, како некој устава ми е запечат и да не зборим. Но доколку се сетим на некоја убава песна, ќе ја запеем и така да нема проблем, мили мои. Веќе се вари скоро 4 минути. Ќе испееме сега една песна. Седена брда вечера, младо пиле печено, седнав да вечера магдено ме мори, саме се јаде. Седнав да вечера магдено ме мори, саме се јаде. Диди Магде мори алтану, срце ми вели Магде јас сум твој. Диди Магде мори, како се збеснаш порето? Алтан мој, срце ми вели Магде јас сум твој. Ко пева зло не мисли, како вика Србина. Така е, другари мои. Така е. Вака да ги разведиме, видите. Та е многу убава лазања. Баш сакам лазања, верувате ли не? Овдека и баш ги принаучив некојаш, одејќи да работам по ресторани и дознав некои многу нихови и специјалитети и тајни, например, во самите јадења, готвење на јадењето. Например, видиш, кај нас ќе ви кажам, кај нас, например, никој не става јајца кај пржи ванила. А овде става кај на тоа јајца, ќе става малку ванила, верувајте ли не, луѓето од Сабајле редици чека за, да го речемо, доручек, а што, например, 2 јајца, кубашчина некои таке малички, и да не може да ги постигна, или сланина таа во ленте. Но тоа е, драги мои. Секој е научен, например, секој јаде кој како што сака и на кого, како му се свиѓа, тоа е нормално. Не можеме да ги критикуваме некој. Например, ја нешто, например, го готвам, а не го јадем. Или зимница ставам, турши, ја густа не ставам, а ја ставам зимницата за моите. Така да нема уште малку ќе ја извадиме. Еве, драги мои, лазањата е готова. Сега ќе ја носим на да се процеди, значи ќе ја однесем да се исцеди и ќе ја однесем горе во кујната, пошто сум на друго место. Мислим, тука сум во куќата. Сега ќе ја носим во да ја исцедам и ќе ја носим на ќе ја правиме Еве, драги мои, сега ќе почнеме со правењето на лазања. Да ги измијам прво рацете, пошто знаете додека се припреми све што ни треба. Еве сега имам една тепсија. Значи тепсијата прво ќе ја измачкам, ќе ставам одоздола сос на тепсијата. Ето вака, ќе земам една лажица. Баш голема лажица. Вака ќе растурам од сосот да има доздола. Ете вака, значи не... Ова баш има добро има лазања, вака. И сега почнуваме, ќе ставам ред лазање.
Рукавица не можам, верувајте, рацете ми се чисти се, ако и сака нека збори. Рацете не знам по колку пати на на 5 минути може да се каже, све у вода ни се. Ете сега ќе ставам и овдека една. Ете вака. И пошто овде имам како лентиче скинато едно, ќе го надохнадим овдека. Сега ќе ставиме пак сос. Значи ќе распоредиме сос. Баш, верувајте, имав сосот ми е направен претходно и сега ќе ставам пак сос. Ете сос. И сега ставаме, размутив едно јајце. Треба едно јајце и од јајцето вака помалку свегде ќе расторим од разматеното јајце. Помалку вака. Доста е тоа. И сега ќе ставиме пармезан. Еве го кој пармезан го употребувам. Италијански. Да ќе истуримо. Ќе истуриме преку целата површина. Пармезан ќе ставиме. Ова моцарела, извините. Моцарела е ова. Ете вака. И сега ќе ставам од озгора ситно пармезан. Значи, над моцарелата се става пармезан. Извинете, малку се по... Еве, имаме мелен пармезан е тоа. Тој, верувајте, го дава поќе вкусот, кога има низ... И сега почнуваме пак. Сега пак ставаме лазања. Лентите од лазања. Те вака малку ми се превари. Има едни полуварени, ви реков, може и тие се поубави, но со нив не сум правила. Секоја справам со овие. Ете, вака. Пак сос. Истиот процес го повторуваме. Пошто ова ред ќе го ставиме и кога ќе завршам, ќе ви покажам тоа како иде. А сос, бога ми обожавам и сос, нека има низ лазањата. Иде многу сос. За сос да се троши, ама поубаво е сочна да биде, верувајте. Тоа сепак ќе се потроши, мислим ќе се упие. Ете вака, пошто има и парченца месо надпремелено. Сега пак ставаме јајцето изматено малку. Ете. Пробајте обавезно со јајце. Не верувам, верувајте некој да го знае ова, току пробајте. Мислим, од пармезану нема веза, дали ќе го ставите над моцарелата или сега, например, на корава, нема врска. Само да има меѓу нив. Ете вака меѓу и сега ќе продолжиме и со другите. Ова ми беше недотрошено, едно имав. Сега пак ќе ставиме пармезан.
целото. И пак ќе ставаме моцарела, ова лазања си, додека не го завршиме целото. Еве, драги мои, сега го завршуваме последниот ред. Те ќе почнеме од овдека. Има, самата беше, знаеш, некои беа искршени. Еве вака. Сега ќе ја направам и ќе ја носиме на... да се подпечи на... не многу, например, едно пола сат да застани во релна. И... ете вака. Има негдека, например, како лента, што е... се можеш вака да ставиш негде, ама да не ја гмечиме многу. Или овие, например, ќе ја ставим ова е малку поголемка. И сега ќе ставиме преку нејзе сос пак. Целата ќе ја посипеме со сос. Ставам вака да има... Верувајте, толку многу сос отиде, што секогаш е така, мислам, не е тоа. Кај ќе биде да биде, например, малку по... мора сосот да ја држи сочна, мислам, иначе... една лажица може од сосот. Ето овдека ќе ставиме малку и овдека сос има доволно. Сега ќе ставиме пак малку од јајцето. Мичканото. Ви реков, толку едно јајце иде внатре. Готово, таман и тоа го дотрошив, нема више. Ете. Сега ќе ставиме пак моцарела. Значи, ова готово, ова е последниот ред, драги мои. Сега ја завршувам. Значи, има доста овдека. Доста моцарела. Ова лазања има. Мислим, многу. Тоа е доста. Ќе ставиме пак малку пармезан. Се истури. Еве сега. И сега вака, приготвена. Еве, драги мои, сега ќе ја завиткам со фолија и ќе ја однесем на печење, негде ќе биде околу 150 степени пола сат. Сега ќе ја завиткам, кај ќе биде готова, ќе ви ја покажем. Еве, драги мои, лазањата бидна, сега ќе исечемо на куцки. Еве. Доколку ви се допаѓа, мили мои, притиснете лайк и subscribe. Значи, денеска имаме лазања за ручек. Многу гушки од мене и чао, ќе се видиме до некој наредно видео или може би ќе идем лайв. Чао, чао.